Во текот на изминатиот викенд, бројката на ново заболени пациенти од COVID-19 продолжи да се зголемува, како на територијата на градот Велес, така и на ниво на целата држава. Во текот на деновите сабота и недела, во Велес и Велешко има 5 нови пациенти заразени со COVID-19 и само еден оздравен пациент, додека пак на ниво на целата држава бројките повторно пишуваат црно сценарио, регистрирани се вкупно 304 нови случаи. Граѓани, бидете предпазливи. Единствениот начин на кој што можете да се заштитите е со носење маска, дезинфекција и миење на рацете и одржување на физичка дистанца. Со положување цвеќе на спомен костурницата, споменикот на велешките линденци и пред споменикот на великанот Панко Прашнаров, на 1 август се одбележа националниот празник Илинден, Денот на Републиката. По повод 117 години од почетокот на Илинденското востание и 76 години од првото заседание на АСНОМ, почит на загинатите борци за слободна Македонија од Илинденскиот период и од Втората светска војна, им оддадоа делегации и представници од општина Велес, Советот на општина Велес, семејството на Панко Брашнаров, на јавните институции од градот и политичките партии. Во рамки на втората програмска вечер од Велешкото културно лето, на 1 август во амфитеатарот во Младинскиот парк се одржа концертот Македонски ноти со староградски новокомпонирани песни, на кои настапија музичките групи Соната и Виртус. Поради актуелната состојба со пандемијата од COVID-19, концертот се одржа на отворено, а велешката публика ги почитуваше и соодветно на тоа се однесуваше според пропишаните протоколи и мерки за заштита и превенција од ширење на коронавирусот. Во чест на националниот празник Илинден, Денот на Републиката, а во рамки на Велешкото културно лето, на 2 август вечерта на отворената сцена на амфитеатарот во Младинскиот парк се прикажа филмот Републиката во пламен. Поради актуелната ситуација со COVID-19, сите настани и активности се реализираат согласно објавените протоколи за почитување на препорачаните мерки за заштита и превенција од ширење на коронавирусот.